вечери од мене на сите. Се надевам дека вечер. добро се слуша кај сите. Малку денес имав проблеми со интернетот, се надевам дека и сега нема да има. Се ставив на мојот интернет телефон да не призвам несреќа. Додека Мухамед ни шерне тоа основното, да кажам на кратко неколку информации за мене. Јас се викам Марко Дабески, имам 19 години и во моментов сум студент на Природно-математичкиот факултет на математика. За жал. Волонтер сум во Црвен крст Карпаш веќе 5 години. А во моментов сум заменик лидер на клубот на млади и член на координативното тело. А во делот со Црвен крст најмногу сум вклучен во дисеминација, во крводарителство. Тоа се две теми во кои што сум и обучен, а че така почесто сум и во социјално-хуманитарната дејност, особено во последнов период кога беше повеќе потребна, каде што целото све беше настроено во таа дејност. Еве гледам се шер на страницата, само да зголемам ја на екран кај мене да ми се гледа убаво. Да свртиме на делот што е со технички работи. Еве тука неколку информации, ако пукне линк ќе се објави друг во групата ЦК ПХВ театар, се надевам дека сте сме членови во таа група. Работилницата се снима уште на почетокот кога почнав да зборам, така да воопшто не е проблем доколку камерите ви бидат исклучени, доколку не ви е пријатно. Работилниците се објавуваат јавно на ПХВ YouTube каналот, така да доколку некоја сте пропуштиле, слободно може да ја надокнадите. Никој друг нема право да ја снима работилницата, само Мухамед ја снима тука од канцеларијата на ЦК ПХВ. Како и секаде, така и тука е убаво да ни бидат микрофоните исклучени, доколку нема што да кажеме, а доколку пак имаме што да кажеме, може да употребиме виртуелно раче или пак да уклучиме камерата и да дигнеме вака раче. Има тука ќе не видат, ќе ни дадат збор доколку сакаме нешто да кажеме. Потребно е да се крстиме, да речем, да се не имнеме така како што според нашето правилно име, со цел да има со цел дека се води евиденција и на крај ќе се добијат благодарници за тие што се вклучиле повеќе од 10 пати. И доколку се процени дека некој се однесува несоодветно, ќе биде отстранет од денешниот митинг или состанок работилница. Доколку има некои предлози за белешки на дополнувања, слободно може да се пише на мејл кај Алекс, еве го тука го пишува phv@org.mk. За ПХВ на програма која што се реализира многу долго време. Ги читав датите пред некое време кога беше ПХВ неделата, ама малку ги заборев, мислам дека беше 97, нека ме поправат ако е нешто грешно. Тоа е програма со традиција, благодарение на која во нашите клубови се дојдени многу волонтери. Јас еве како дека подолго време сум во Црвен крст, повеќе ПХВ циклуси помина во нормални услови како што биле и како што пишува тука на слайдот, има многу позитивни ефекти. Еве тука некои се наброени менување на дневна рутина, потикнување на активности во заедницата, помош во заедницата, зајакнување на лични капацитети, промоција на мир и многу други работи. Во буквална смисла деца од школа се обучуваат, им се даваат насоки и се носат на правилниот пат со цел да направат промена во нечив живот. Како што све се смени, така и ПХВ програмата се смени за време на пандемија. Така да еве сега се вклучуваме вака онлайн, се запознаваме од цела Македонија, различни луѓе, на кратко. Секој четврток од 20 часот нашите ПХВ инструктори споделуваат некои корисни информации од тоа што прават они во слободен живот, некои теми ни ги спремаат и ете беа планирани 40, денеска ни е 30-та, 3/4 поминаа. Се разработија многу различни теми, како што кажав, од вештините што ги поседуваат ПХВ инструкторите во нивниот приватен живот. Дека тука што ги пишува скоро, сите ги поминавме, са вовед во филозофија, само не сум сигурен, а вака другиве како што ги читам, сите ги поминавме на кратко. Се стекнавме со некои основни познавања и денеска со Мирослав Стојанов,
ќе разговараме малку повеќе за вештини за преговарање. Оваа тема баш доаѓа како чречичка после претходната каде што научивме конфликт, да видиме како да преговараме за да не дојде до конфликти, или пак доколку дојде како да се извлечеме или пак за било што. За Мирослав ја приватно не го знам, ама тоа што прочитав на групата пишува дека е педагог, медијатор, ни доаѓа од Битола и е ПКВ инструктор од 2002 од кога јас сум роден. Значи големо искуство стои позади него. Така да мислам дека доволно зборев ја, можеби малку повеќе, да му го дадеме зборот на Мирослав. Супер, фала за најавата. А што да кажам друго? Се кажа Марко, супер и вовед даде за работилницата и за предавањето вечераваше ќе го имаме и баш е продолжение на она што минатиот четврток го имавме со професорка Сузана од Прилеп и Александра супер ги имаше скоцка на овие прво конфликти, па после преговарање. И сега да почнеме цела работа, значи прво да видиме очекувањата, па после ќе продолжиме со на Марко што каже интересно дека продолжеток е од прошлиот пат. А да видиме очекувањата. Што очекување имаме од работилницата денес? Финти за преговарање, вели Весна? Ќе има финти, ќе има. Кристијан вели со рака нешто поврзано. Кристијан сака да кажа нешто, повели Кристијан, тој крена рака. Корисно поминато време поише да научиме за преговарање. Фала, Кико. Супер. Браво, да се запознаеме со техниките на преговарање, Алекс. Александра. Да научиме колку техники постојат. Симон вели каде може да се применат вештините за преговарање. Симон, секаде, кај што има двајца, секаде постои простор за преговарање. Посебно за луѓе што многу ни значат. Значи, така и ќе видиме дека цела презентација ќе биде баш за луѓе што многу ни значат, со нив видиме најчесто во ситуација да преговараме, да си поминам убаво и корисно поминато време. Се надевам дека така ќе види Ѓоко. Каде? Каде да се применат? Како да преговараме подобро, Сара вели, прашува. Михаела има прашано што е преговарање. Така, да научиме и што е преговарање, ќе имаме и дефиниции и објаснува некој за да видиме што е преговарање. Фала Весна, кои се основните принципи на преговарањето, Теодор Алексовски? Добро. Добро. Да научиме што е преговарање, да си поминам убаво, корисно поминато време. Добро, основни принципи на преговарањето рековме. Добро. Дечки, имаме уште? Убаво време. Како да преговараме подобро? Како да преговараме подобро? Каде да се применат? Секаде ќе се применат. Затоа сме овде за да видиме дека секаде треба да се применат вештините на преговарање и преговарањето. Јас мислам дека ги покривме сите. Добро. Да продолжиме. Може. Еве да ги видиме целите. Значи почнуваме како секоја работилница да се запознаеме со целите и ќе видите дека многу од овие очекувања кои што вие ги имавте ги покривме ние со целите кои што ги имаме поставено. Или вака запознавање со поимот на преговарање. Овие се дечки 5
тука делови некои, за сите 5 делови ќе биде цела презентација. Толку ќе се задржиме од прилика, ќе го објасниме секој дел, ќе воведиме малку дискусија, така да мислам дека ќе тераме како што треба. Запознање со поимот преговарање, потоа да се научат дефиниции за преговарање. Нема да оценуваме од 1 до 5 кој ќе ги научи, кој нема да ги научи, меѓутоа ќе видиме какви дефиниции постојат, кои видови на преговарања ќе се сретнеме сега во презентацијата, потоа кои се карактеристики на овие видови на преговарање и да се научат елементите на преговарањето. Може, Мухамед, наредно. Еве сега да речеме од прилика што е тоа што е интересно, што треба да го знаеме. Значи ќе почнеме од најдолниот дел, тоа е фактички сето она што треба да го заклучиме. Вика вака, преговарање има тогаш кога постојат најмалку две страни кои што имаат различни интереси и потреби. Доколку немаат интереси и потреби, страните тогаш немаме класично преговарање. Например, ситуација ваква, сакам да гледам фудбал, другата страна, дали сопругата моја или децата мои, не се начисто што сака да гледат, јас сакам да гледам фудбал, ти ако се сложат да гледаме фудбал, нема преговарање, нема нешто за кој што можеме да дискутираме, пошто се едната страна прифати она што го постави како барање другата страна. Еве и од почетокот да почнеме. Преговарањето е дискусија помеѓу учесници кои имаат одреден проблем и се обидуваат со дискусија да најдат конкретно решение. Значи, за преговарањето треба да се води разговор, а не да се наметнува само едната страна со едно решение, да се прифати тоа, туку да биде баш двете страни да водат разговор и да се понуди некој решение кој што ќе одговара за двете страни. Друга дефиниција вели друг поим е основно средство да добиеме од луѓето што го сакаме. Значи, многу често се случува ние да мислиме дека луѓето знаат што е тоа што сакаме, меѓутоа треба да му објасниме што е тоа што го сакаме за да бидат тие начисто дека и да речат. Многу често ни се случува, не знам, веројатно и вие имате тоа искуство, да речеме многу пати се случува да рече другата страна или тие што ни се нас блиски, па што не кажа така да те разберам, немаше да има некој проблем ако ми кажеше што е тоа што го сакаш. Друга дефиниција или поим е вика дека преговарањето е процес со кој се обидуваме да ги убедиме другите дека да ни помогнат во остварувањето на нашите потреби, додека пак истовремено и ние водиме сметка за нивните потреби. Значи, многу често, кога преговараме, не преговараме само за јас да си ја постигнам мојата потреба или мојата цел, или да ги задоволам моите потреби и интереси, туку истовремено треба да внимавам да ги задоволам и потребите и интересите на другата страна. И уште еден поим, преговарањето е процес со чија помош луѓето се обидуваат да ги надминат разликите. Разлики кои што постојат меѓу нас, само со преговарање можеме да ги надминеме. Сега едно прашање да ви поставам. Со кој мислите дека ние најчесто преговараме? Или со кој вие најчесто во текот на денот преговарате? Што мислите? Со родителите, со пријателите, друг, родители, пријатели, семејство, со колеги од работа, со пријатели на пазар, со самите себе, со пријатели, нашите другари, со ученици, со продавачи. Значи, од прилика, од овие сите работи кои што овде ги спомнавте, вие ги напишавте, значи се работи најчесто со девојката или со дечкото, се работи, значи најчесто да преговараме со луѓе кои што нас најмногу ни значат и со кои што сме секојдневно многу пати во контакт. Значи, ние не преговараме со некој што прв пат во животот ќе го видиме таму, еднаш го видовме и ќе заминиме. Може да преговараме, меѓутоа тоа преговарање само за една употреба и тога завршува. А преговарањето кој што ние секојдневно ги правиме по не знам колку пати се баш со луѓето кои што нас најмногу ни значат. И она што беше и минатиот пат кога беше презентацијата за конфликтите со Сузана,
беше, например, и тогаш најчесто ние конфликти со кои луѓе имаме? Со некој таму од некоја друга држава или од друг град, или со некои луѓе што ни се блиски, што се во нашето обкружување? Што мислите? Решаваме глобални проблеми ние со преговарањето и со разрешувањето на конфликтите, или решаваме нешто што секојдневно ни е потреба? И ова со блиски луѓе, локално, со обкружувањето секојдневно? Да. Тоа е основна дефиниција на преговарањето, е тоа дека се работи за нешто што секој ден нас ни се случува и ни се случува со луѓе што најмногу нас ни значат. Што мислите, какви начини, да речеме, на за што најмногу преговараме и со кои луѓе? Со луѓето, рековме, со луѓето од нашето обкружување. Што мислите, за што најмногу се преговара? Има 3 категории, вели вака. Се преговара тогаш кога ние чувствуваме потреба, меѓутоа другата страна може да речи кај ме најде сега, немам баш време да одговорам на тоа. Се преговара кога се работи за семејство, се преговара најчесто за својина, за пари, за такви некои работи. И нешто што е карактеристично, што се случува, тоа е нешто што го чувствуваме ние само дека е наше, па некиме со други да го споделиме. Одиме на другиот слайд, Мухамед. Имаше и очекување некоја какви видови на преговарање постојат. Ние овде ќе разгледаме 2 вида на преговарање, и тоа е класичното преговарање, кога, како овде на сликата. Што гледаме на сликата? Може да ми каже некој, да ми напише? Ѓоко крена рака, повели Ѓоко. Не сакајќи ја кренав, се извинувам. Погрешка. Добро. Гледаме ривал, вели на сликата Тина. Имаме рака крената од Мартин Иневски. Повели? Као вид на дуел. Така е, како вид на дуел. Ова е надпреварувачко преговарање, кога ние сакаме на другата страна да им покажеме дека сме посилни од нив, дека имаме посилни аргументи, или дека не води инат и дека со инат можеме да го победиме него, другата страна да ја победиме. И вели вака, целта на секоја страна е да победи. Значи, како двајца сакаат да победат, а не сакаат да најдат компромис. Така е. Значи, сакаат само едната страна да доминира и да победи, и вика овде на слайдот се гледа дека на сликата гледаме дека има нагласени разлики помеѓу страните, особено во вредностите. За вредностите ќе зборам малку покасно. Двете страни користат закани, измена, сила, игра на моќ. Кога се преговара надпреварувачки, тогаш едната страна сака да доминира, да покаже дека неговите аргументи или сила се посилни од другата страна, и на тој начин сака да убеди другата страна или да наметни мислење дека тој треба да излези како победник од целиот овој процес на, ако можеме така да речеме, преговарање. Релативно се незначајни релациите помеѓу страните. Ќе видите на другиот слайд, имаме овде надпреварувачко преговарање, на другиот слайд е колаборативно, односно соработливо, и ќе видите овие сите, овде што се напишани, нагласени разлики на секоја страна, двете страни користат закани и да игра на сила и моќ. На другиот слайд ќе видите дека се обратни. Сети овде што се доминантни на оваа страна, на другиот слайд кај што стои соработливото преговарање, се во друг правец. И сега ќе замолам Мухамед да пушти наредниот слайд и да ги видиме разликите, да речеме за разликите кои што постојат помеѓу соработливото и надпреварувачкото преговарање. На слайдот претходен, кој што беше овде за презентација, имаше кај Сузана нешто слично, кога две животни на мостот
се судира со главите кога не сакаат да попуштат. Се сеќавате тие тоа што беа вклучени на презентацијата прошлиот четврток? Да. Таму имаше кај што две животни големи, што беа нилски коњи, не знам точно што беа, кај што се студираат со главите, ниедна не сака да попушти. И таму фактички како на претходната слика со главите луѓето што беа, никој не сака да попушти и сака да доминира едната страна. Кај соработливото преговарање, гледајте и релациите во однос на прошлите релации што беа кај надпреварувачкото преговарање. Кај соработливото преговарање, вели, релациите помеѓу страните кои преговараат се доста значајни. Со кои луѓе, кога преговараме, сакаме да имаме доста значајни релации? Што мислите вие? Крена рака, Тина, повели Тина? Со блиските. Со блиските, така е. Значи, со луѓе кои ги почитуваме, кои ни значат нас многу, значи, тоа се луѓе со кои што многу често и во текот на денот повеќе пати сме имале потреба да преговараме, да разговараме и затоа сакаме релациите со тие луѓе кои што нас ни значат и со кои често имаме ние ситуации да преговараме, треба релациите да ни бидат баш значајни и ако ни се значајни, тоа што треба да се обидуваме да преговараме соработливо, што значи дека да ги слушаме како нашите потреби, така и потребите и барањата на другата страна со која што имаме одреден проблем или имаме нешто што заеднички треба да го решиме. Другиот дел е, вели, комуникацијата е отворена и искрена. Баш она што претходно го зборувавме. Кога имаме потреба или кога преговараме со блиските своји, комуникацијата мора да биде отворена и искрена, за разлика од надпреварувачкото преговарање, кај што стоеше таму дека комуникацијата е затворена и недоследна. Замислете ситуација за кај преговарањето кое што беше на претходниот слајд, кај што беше надпреварувачка ситуација, кај што јас имам потреба да ја продам колата моја, имам потреба да ја продам колата и одам на пазар, ја изложувам колата да ја продам и врви некој што заинтересиран муштерија, сака да ја купи колата и ме прашува за цената, јас кажувам цена и тој ми вели кај најде толку висока цена, гледајте колку е оштетена, колку е удрена сите тие работи, а јас го убедувам него дека не е тоа толку штетата голема, толку удрена колку што него му се чини и мислам дека и сакам да го видам дека има добар мотор и добри некои работи. Битно ми е да ја продам колата. Значи комуникацијата не треба да е отворена и искрена, затоа што ми е битно само да ја остварам мојата цел, а мојата цел е што? Конкретно тогаш. Да продам колата, така. Додека во колаборативното, во соработливото преговарање, битни ми се релациите кои што треба да ги имам со другата страна. И таа комуникација затоа треба да биде отворена и искрена. Ставот помеѓу страните кои преговараат е доверлив и пријателски. Тие ни се блиски луѓе и ние мораме да градиме доверба и пријателство за да го решиме одредениот проблем или да најдеме некое решение кое што е важно за нас, затоа што утре ден пак ќе треба да разговараме и пак треба да градиме такви односи на пријателство и доверливост. Целта на двете страни е да победат двете страни, не да се очувствува некоја страна дека е изгубена, туку двете страни на крајот на процесот на преговарање да се чувствуваат дека го добиле тоа што го сакаат. Затоа ќе зборуваме малку покасно кога ќе зборуваме за потреби, вредности и интереси и позиции. Сега битно ни е да знаеме дека со соработливото преговарање двете страни треба да излеземе на крајот како победници. Двете страни се чувствуваме дека го добивме тоа што го сакаме. Двете страни бараат заеднички основи и заедно прифатливи решенија кои што ќе одговараат на нив. Одиме на другиот слајд, Мухамед. Дечки, ако имате некои прашања или некои коментари, слободно кренете рака
ќе добиете збор да споделиме и да видиме до кај сме и како треба понатаму да тераме. Карактеристики на соработливото преговарање. Тоа сте, значи, разбирање на интересите и потребите на страните со кои се преговара, а не само на позицијата. Замислете ситуација ваква. Например, зошто се битни интересите и потребите? После ќе имаме слични случаи такви. Например, таткото му вели на синот, знаеш што, сакам од утре повеќе да се дружиш со Марко. И сега, од прилика вие може да знаете кој е интересот и потребата на таткото да се дружи со Марко, меѓутоа треба да знаеме зошто сака тој да се дружам со него. Не разбирате? Не е само да ми каже, туку треба ми наведе и причина или зошто е тоа битно да се дружам јас со него. Потоа пронаѓајме меѓусебни сличности, а не потенцирање на разликите. Кога преговараме, вообичаено се тргне од нешто што ни е заедничко. Како и овде што почнавме ние денес кога се сретнавме овде, почнавме со нешто што е заедничко. Што ни беше заедничко? Некој прокоментира дека има многу дожд, дека врни како во Лондон, па нешто, значи видовме дека врнењето на дожд е заедничко во цела Македонија, така да најдовме нешто заедничко со кое што можеме да понатаму да продолжиме да дискутираме и да стигнеме до она што мислиме дека е важно во процесот на преговарање. Пронаѓање заеднички решенија прифатливи за преговарачките страни. Постојано треба да преговараме, да имаме на ум дека двете страни од процесот на преговарање треба да излеземе како добитници. Не едната страна да се почитува како губитник, како се почитува така, фактички нема да биде она што го викаме ние соработливо преговарање, туку ќе биде какво преговарање. Какво ќе биде преговарањето? Едната страна ако се почувствува дека компетитивно, така е, дека добила, а другата страна дека изгубила, не постигнуваме она што ни е значајно за двете страни да се чувствува дека супер течеше процесот на преговарање, тука едната страна да добие, другата да изгуби, што е класично компетитивно или надпреварувачко преговарање. Стекнуваме впечаток дека сите вклучени во преговарањето имаат силен мотив за заедничка соработка. Кога ќе се слушаме двете страни со она што ни е значајно да го знаеме кога ги носиме одлуките или кога водиме комуникација и разговор, многу полесно оди комуникацијата, отколку само кога едната страна зборува и кога едната страна само нуди одредени решенија. Одиме на следниот слайд, Мухамед. Добро, еве ги се елементите, овие ви се најбитните работи и овде стално треба тука да се задржуваме и овде да решаваме што е тоа што ни е значајно за нас. Вели вака, кои се елементи на преговарањето? Прво се позициите. Позициите се барање што секој од страните во процесот на преговарањето ги поставува. Се објаснуваат со прашањето што сакаш или што бараш. И вообичаено на ниво на позиција не се преговара. Вообичаено на ниво на позиција или ќе најдеме одма решение, нема да има преговарање, или пак едноставно нема да преговараме за тоа. Еве ви да речеме, например, што може да биде како потреба за ова, како пример за ова. Не знам, јас сакам да гледам, ви кажам, сакам да гледам фудбал и му велам на сопругата моја, знаеш што, сакам да гледам фудбал, пушти ме да гледам фудбалот, играт, не знам, Реал и Барселона. Ако таа не ми опонира да речи, например, дека кај најде сега да гледаш фудбал, кога во исто време има некоја серија добра да гледам, или кај најде сега да гледаш фудбал, јас баш сакав да излезиме да прошетаме. Значи, ако така ми се спротистави на моето барање дека сакам да гледам фудбал, ако прифати, значи ја ми речи пушти ја таму ќе гледам фудбал, јас со тебе или јас ќе гледам сам фудбал, ако се сложи нема преговарање, ме пратите? Повели Александра? Не, заврши па потоа имам нешто да прашам, Миро, повели. Аха, значи ако едната страна ја наметни својата позиција, како позиција што другата страна ќе ја прифати, мислам и со право може да ја прифати, ме разбирате, тоа не е нешто посебно за што се дискутира,
не знам, еднаш неделу има фудбал, па тогаш се годи да го гледам фудбал. Концерт може да е било што. И другата страна да рече, окей, јас стално ги гледам некои серии. Сега има интересни серии, да речеме, на телевизија. Јас гледам стално серии, ќе го оставам сопругов многу да гледа фудбал. Или пак ќе понудам некоја друга. Меѓутоа, ако понудам нешто друго паралелно со фудбалот, тогаш веќе почнуваме да преговараме. Значи, дали ова успева да го објаснам довде? Значи, на ниво на позиција, ако јас, моето барање успеав да го наметна, било што да е. Мислам, било која работа може да биде. Не знам. Мислам, пушти ми, не само серии, ајде да излезиме на прочетај, може би. Па другата страна ми речи, многу ладно е, кај не да сега врни дошт. Ајде играме табло, карти и слично. Повели Александра. Да, мислам дека го долави Миро со тоа што започна со многу лесни примери. Преговарањето, например, е тешко, може би полесно од позиција со семејството, но може би многу потешко, да речем, во делот на преговорите со шефот, во делот на покачување на платата, добивање повисока работна позиција, менување на работно време и така натака. А се однесува сепак на различити позиции и многу различити гледишта. Сега идеме во тој дел. Супер што кажа, меѓутоа моравме вака за да прво беше за преговарањето да знаеме дека најчесто ни се случува со луѓето што ми се најблиски од една страна и до друга страна најчесто ни се случува со луѓето со кои што еве и работиме. Така, 1/3 од денот говориме со луѓето што работиме заедно. Така да и тој стои овде, на тие работи ќе се задржиме сега на ниво на потребите и на интересите, видиме како тоа се одвива. Например, ќе спомниме и такви работи, да речеме. Не знам, мислам, еве одиме сега, значи на ниво на позиција јасно ни е, или прифаќаме тоа што ќе понуди другата страна, или пак ако не, тогаш ќе преговараме на ниво на позиција. Меѓутоа, вообичаено на ниво на позиција не се решаваат проблемите. Треба да слезиме долу. И сега ќе ви кажам не само можеме еден куп примери, нека биде пример ова што вели Александра за на работа. Само битно ми е ова да го поминам целото. Кога едната страна ја поставува својата позиција, другата страна ја прифаќа таа позиција или опонира на тоа. Не знам, еве ви ситуации такви на работа, например. Иди мене шефот и ми вели, знаеш што, сакам од утре да се смениш и да бидеш да работиш не со Александра во смена, туку да работиш со Весна во смена. Позицијата него е вели, сакам да се смениш од утре не со Александра, туку да работиш со Весна. И сега јас што можам да направам? На ниво на позиција, тоа значи што сака или што бара. Тој мене ви вели, сакам од утре да работиш со Весна. Не сакам да работиш со Александра, ќе работиш со Весна. Јас што можам да направам? Како друга страна во процесот на преговарање, на ниво на позиција. Да речем вака, добро, ќе работам, така, отказ. Отказ на крајот, чекај, отказ најтешко се стига до отказ. Мислам, на другата страна ќе има вако. Што може да направам? Ако тај ми постави таква позиција, сакам да работиш таму, јас што може да направам? Едно е да се сложам или да речем добро, во ред. Така, во ред и фактички тука немаме ние преговарање. Јас го прифатив тоа што ми го рече шефот. Или другата опција што може да биде, јас него да го прашам зошто сакате да се сменам, да не работам со Александра, туку да работам со Весна на смена. И стигаме во делот на овој другиот дел. Потреби кои што стои. Гледате овде. Потреби вели се барања кои треба да со процесот на преговарање да се постигнат и се откриваат со прашањето зошто го сакаш тоа или зошто го баш тоа. Значи јас морам да го прашам шефот зошто сака јас да не работам со Александра, туку да работам со Весна. И сега јас може во глата моја, што мислите вие зошто може да биде така? Што мислите? Ѓоко вели, крена рака, повели. Повели Ѓоко. Професоре, јас сакам да ве прашам нешто друго. Како да се направи баланс? Ние машките сите сме
запалени по футбол, верувам и вие сакате да погледнете. А жената или девојката сака да гледа нешто друго, како да се направи тука баланс. Па, знаеш како? Еднаш ќе одиш кај што сака жената или девојката со неа, да речеме таа што сака, дали сака да излезите, дали сака на друго место негде да одите, дали има некоја потреба нејзина што можеме ние да ја направиме машките, ако веќе така се поделија машки и женски, па после ние наред да видат тие дека ние направивме отстапка, па после тие да ни дозволат нас да гледаме фудбал или заедно со нас да гледат фудбал. Во ред? Тешко девојките дека ќе гледат фудбал со нас. Слушај, не мора нека не гледат, ние ќе гледаме сами. Ние ќе ги гледаме нив. Так. Џоко, ти благодарам, одиме понатака, Миро. Значи, стигаме до нивото, значи ако јас прашам зошто треба јас шеф додам да работам со Весна, тогаш веќе тој го ставам во ситуација некој работи мене да ми ги објасни. Дали довде успевам некако да го објаснам, да биде јасно? Или не? Да. Горедо. Значи, ако шефот мене ми речи, оди во другата смена, јас, ако не го прашам него зошто треба додам во другата смена, ќе имам впечаток дека прво не е задоволен од мојата работа или нешто слично. Меѓутоа, кога ќе го прашам јас него зошто треба јас додам да работам во смената на Весна, тој може да ми речи вака. Знаеш што, смената на Весна е многу по-оптоварена отколку смената на Александра. Има многу повеќе работа во смената на Весна и јас сакам ти да видиш во смената на Весна за да можете заедно полесно да донесите некој решение или да бидат задоволени потребите на странките ако и клиентите. Тоа е цела работа. Значи мора да се постави прашањето зошто го сакаш тоа или зошто го бараш. Што мислите вие? Кој најчесто го употребува прашањето зошто? Го употребуваат најмногу децата, така? Така, најмногу го употребуваат децата кои имат 6, 7, 8 години. Што мислите зошто го употребуваат прашањето деца од 6, 7, 8 години, прашањето зошто? А не како нас да речи, и филозофите вели, зошто? Дека се љубопитни, така е, дека некои работи не ги знаат, дека прашањето зошто отвора многу перспективи за кои што ние можеме да разговараме. Ако јас прифатам само барање на страната со која што преговарам или со која сум во контакт, ништо не сум направил. Кога ќе поставам прашањето зошто, тогаш треба ми се отворат перспективите да се види зошто е тоа важно. Дали сега малку појасно стане работите? Значи, кога ќе се постави прашањето зошто, шефот мене треба ми каже зошто ми е тоа важно. Ме разбирате? Ако не го поставам прашањето зошто, ќе можам да помислам дека не е задоволен од мене, дека има некоја друга причина, што јас само можам да си ја помислам и сето тоа, меѓутоа кој ќе поставам го ставам во ситуација и тој мене да ми објасни зошто е битно да бидам јас во смената на Весна. И тоа се психолошки и физиолошки вели потреби кои треба да се бидат задоволени кога се преговара. Имаме по таа категоризација на еден психолог Маслов се вика вели 5 дела на потребите на луѓето. На врвот на тие потреби се наоѓаат потребите за самоактуализација и самореализација, а најдолу се наоѓаат оние базични физиолошки потреби кои што би треба да бидат задоволни. Храна, вода, потреба за одмор и така натаму. Довде успеваме да стигнеме, дечки. Добро, одиме на вредности. Што се вредности? Вредностите се стекнуваат во текот на целиот живот, тие ги прават позициите да бидат толку тврди и непроменливи. Се добиваат преку културата, религијата, семејството, припадноста на различни формални и неформални групи и најчесто во преговорите се избегнуваат да се преговара за потребите. Што мислите за вредностите? Дали мислите дека лесно може да се преговара, например, за некоја вредност што јас ја имам и лесно можам да некој да ме убеди дека таа вредност треба јас да ја сменам? Што мислите?
сакам на пример да на пример или слушам јас најмногу heavy metal музика и се расправам со некој или преговарам со некој близок мој, знаеш што, heavy metal музиката не е добра за ова, ти треба да смениш да слушаш, не знам, турбо фолк музика. Ќе успее да ме убеди да преговараме да слушам таква музика? Што мислите? Не. Потребно е повеќе време за да се разјасни. Така, Марко Дабевски, мене да. Тебе ќе успеат, Марко, да те убедат да смениш музиката, да слушаш некоја друга музика? Не бидејќи Ама турбо фолк прашање готово. Сите врати се отвараат. Така, прифаќаш да слушаш турбо фолк или не? Јас прифаќам, мене ништо не ми смета. Добро, ама за некој таму што е металец, некој тежок, ќе речи, кај ме најде сега за тоа. Меѓутоа, не се работи само за тоа, туку за вредности се работи најмногу за тие културолошки вредности, културални вредности што ги добиваме во текот на животот. Знаете? И сега, например, вели религија, семејство. Ние сме имале, како пехави инструктори, сме учествувале на многу обуки. И една од активностите и од вежбите, Марко, да поминеш кај ме во канцеларија, да разговараме со секој поглед вреди за ова. И имавме ние една вежба, се викаше племиња. И вежбата племиња е многу интересна затоа што да видите како се создаваат некои вредности таму кај луѓето, кои што во рокот 1 сат треба да изградат своји ставови во однос на еден куп работи што му се битни на секоја цивилизација, на секоја цивилизација. Да вели како ги воспитувате децата, например, како кој доминира во семејството, како носите одлуки, дали сите земате учество во некоја работи. Сега не ми ни текнува што конкретно се работеше, меѓутоа неколку карактеристики што беа многу битни и кои што после тоа, во текот на тие, во 1 сат групите, учесниците требаше да изградат своји ставови и после тоа да преговараат кои вредности на кои култури се најдобри и тие вредности што сметат дека се најдобри, сите групи да ги прифатат. Што мислите, успеваат тоа да го направат? Да прифатат вредности на една група? Не, многу тешко. Многу тешко, затоа што мажот е вели најглавено е. Да, зависи од многу фактори. Сузана, да, зависи тоа од многу фактори, меѓутоа, знаете што? Тоа што се создава кратко, ние многу ретко успевавме. Јас не се еднаш ако сме успеале да успееме да се договориме на ниво на племе на која сме играле, да прифатиме некои вредности на едно племе. Стално не одело така баш едноставно и не сме успевале да се убедиме дека вредностите на едно племе се најдобри. Така да, затоа се вели околу вредностите многу тешко се преговара, туку тие се прифаќаат и се почитуваат. Тоа е, најчесто тие се вредности кои што се почитуваат и тука не треба преговарањето да биде најбитно од се. Туку ги почитуваме разликите кои што постојат, може да се направи компромис. Компромисот до некаде успева, меѓутоа знаете како се јавуваат ситуации кога и со компромисот некоја од страните може да се почувствува дека не го постигнала тоа што треба да го постигне. Компромисот е обично се кога не можат страните кои што преговараат да ги задоволат своите потреби, целосно, па затоа бараат некој компромис чисто да се реши некој проблем за да може да се оди понатаму во ова. Сега одиме на нареден слайд, Мухамед. Фази во соработливото преговарање. Кога постои преговарање, значи мораме и фазите да ги почитуваме, да се одвива онака како што е зацртано, што значи дека не можеме уште одма ние во текот на процесот на преговарање да одиме да нудиме решение, туку треба да почнеме од нешто што ни е
што ни е карактеристично за сите. Еве јас ќе ви дам некои примери претходно за претходниот слайд, како на пример може да иди, дали може ја вратиш Мухарем претходниот слайд. Да се види зошто се битни позициите и потребите кај што се тој слайд. Има еден пример, обично го даваме на кога сакаме нешто да направиме. Двајца другари не се имаат одавна сретнато, сакаат нешто заедно да прават и комуникацијата оди како стално што оди, кај си бе брат, што преште немам видено многу време. Другата страна вели, еве сум, тука сум. Едната страна вели, ајде играме, да се најдеме да играме баскет. Другата страна вели, не ќе да играме баскет. На ниво, ова е Александра во делото на кај што беше со шефот кога објаснувавме, например, сака да ме смени мене да работам со Весна, меѓутоа мора да ми кажи зошто сакам јас со Весна да работам. Ако не ми кажи, јас тоа ќе го сватам само како некоја наредба, нешто да сака да ми направи. Така и во оваа ситуација, например, јас од една страна му велам на другата страна, брат, ајде играме баскет. Тој ми вели, не ќе да играме баскет или не сакам да играме баскет. Ако завршиме тука, да играме баскет, табла, шах, било шо, карти, да излезиме да се дружиме, тој ми вели не ќе. Ако не го поставам прашањето зошто неки ќе остани да виси она дека неки едноставно да се дружи со мен. Може тоа да е, може да е стварно, меѓутоа јас морам да го поставам прашањето зошто неки да играме баскет. Па тој да ми каже, знаеш што, не ќе да играме баскет, туку имам други приоритети во ова време и не можам баш сега да се занимавам со играње баскет, туку ми е поважно, не знам, таму кај што треба да одам, морам да одам таму, затоа не можам да играм со тоа. Па сега после тоа, кога тој ќе ми речи така, добро, можеш да за тоа не сака да игра, тоаш можеме на ниво на потреби да видиме што можеме заедно да правиме. Значи исто шефот кој ќе ми рече мене, знаеш што, треба да ја смениш смената, додиш да работиш со Весна таму, кога ќе опрашам зошто, па да ми рече во интерес на работата, подобро се тера работата, треба да се смениш да бидеш таму, затоа што во таа смена има поголема навала, да рече, навалица и тука треба да видиш ти тоа. Одиме на другиот слайд. Интересите и потреби, идентификување на проблем. Значи, кога преговараме, не, кај проблемот тука. Кога преговараме, исто е како, знаете како сега што почнавме со времето, кога ќе седнеме да преговараме, значи најмалку треба да бидеме двајца, две страни, или да бидеме две групи кои што преговарат, пак ќе бидат две страни, да речеме. Може и 3 страни да бидат. Ние во племиња преговаравме 4 страни, меѓутоа се знае некои правила треба да постојат во процесот на преговарање. Значи, кога ќе се почне преговарањето, треба да постојат некои услови што треба да бидат прифатливи, а тоа е прво дека кога ќе преговараме треба да се идентификува проблемот. Зашто ние преговараме? Кога ќе седнеме треба да знаеме што ни е целта, зашто сакаме да преговараме. Значи, кога ќе дефинираме проблемот дека преговараме заради, не знам, заради нередовноста на идење на училиште, или за, не знам, да ќе преговараме затоа што единици имаат по математика, имаат учениците многу единици, како тоа да се поправи, или ќе преговараме дома со децата затоа што не доаѓаат баш на време дома, или ќе преговараме со, не знам, со некој со родителите затоа што треба да ни дадат поголема слобода во избор на алишта, на облика, на било што, треба да го да дефинираме проблемот за што ќе преговараме. Многу често се случува да ни се мешаат проблемите, да почнеме да преговараме за една работа, меѓутоа да се вклучат и некои други моменти, па да се од една крајност да се премини во друга крајност и да се преговара за повеќе работи истовремено, што не е добро, затоа што преговарањето треба да се фокусира на оно што во моментот ни е најприоритетно. Вообичаено кога се преговара постојат многу повеќе, да речеме, потреби и интереси што треба да се задоволат, меѓутоа се почнува прво од некоја што е многу битно, се почнува од некоја што е полесна,
поедноставна да се договори, да се испреговара, па после да се оди на некоја посложена, а не да се почне уште веднаш со најсложената, затоа што може да не се реши најсложената, па и процесот на преговарање да заприли, да не доведе до резултат онаков како што сакаме да се постигне. И, значи, кога ќе се дефинира проблемот, мора да се постават и оние прашања што цело време овде треба да ги поставуваме. Зошто го бараш тоа, зошто е тоа значајно, што ќе постигнеш ти со тоа што ќе биде, што го бараш и слично. Кога ќе се постави прашањето зошто ставаме другата страна во ситуација да ни објаснува многу работи. И ви кажав, не случајно децата мали го употребуваат тие прашања. Зошто е тоа важно или зошто тоа ми треба? Па кога ќе објасниш зошто треба, па после повторно се поставува едно прашање зошто тоа треба и слично. Ако се сеќавате, ако може некој го има гледано филмот Филаделфија со Том Хенкс и Дензел Вашингтон, кај што Том Хенкс ќе биде адвокат, ќе има сида добиено и адвокатското друштво кај што ќе биде тој адвокат, ќе разбери дека има сида и ќе го избрка од работа затоа што наводно не можел да реши некој проблем таму, уствари го закаснал предметот за да поднеси приговор, а Дензел Вашингтон како адвокат на Том Хенкс стално ќе му поставува прашањето: ај жити мајка, објасни ми како на мало дете да те разбера. Значи, било која работа, кој ќе ја поставите така како на мало дете да те разберам, значи, прво децата не ги поставуваат прашањата безобразно зошто. И ние повозрастните знаеме прашањето зошто ја поставиме и безобразно. Ние, например, во Битола, вообичајно, кога ќе сакаме нешто да направиме што не е баш по линија на она како што треба, ќе речеме не зошто, туку ќе речеме оти, и со тоа, со самиот термин оти го ставаш во ситуација другата страна да помисли дека не си баш расположен да разбериш нешто, туку едноставно сакаш да му опонираш за некој работа. Значи, што почесто се постава прашањето зошто или се води комуникација и дискусија, поедноставно можеме да дојдеме до решение во процесот на преговарање. Само со дискусија и со поставување на прашањето зошто и давање одговор на прашањето зошто, па реформулирање и стигање до некој договор, можеме да дојдеме до решение. Иначе, ако се поставим во улога да биде да не се води комуникација, тешко можеме да излеземе накрај и да речеме дека во процесот на преговарање двете страни добивме тоа што го сакаме, туку напротив, ќе излеземе оттаму како оние на првата што беше кај надпреварувачкото е компетитивното преговарање со глајте, кога ќе речеме дека јас го зезнав него, успеав да му наметнам своја волја или своје решение што во конкретниот случај не е баш онака како што треба види со процесот на оно што значи соработливо или колаборативно преговарање, посебно во ситуации во кои што ние се служиме, ви кажав, најмногу во ситуации со луѓе што нас најмногу ни значат, семејство, другари, роднини, комши, или пак со луѓе кои што ни значат, врвиме добар дел од денот, а тоа се луѓето со кои што работиме заедно. Ни значат затоа што 1/3 од денот ја врвиме заедно. И кога ќе стигнеме во фаза на предлагање на можни решенија, значи на можни решенија, тогаш го прифаќаме она решение што сметаме дека е за двете страни или за страните со кои што преговараме е најоптимално и најдобро. И кога ќе преговараме, пак треба да завршиме со она на крајот дека да се сложиме и со една реченица да кажеме дека фактички успеавме она што цело време го тераме, успеавме до крај да го истераме и да го постигнеме она што го сакаме. Слайд нареден, Мухамед. Со време сме при крај, тука ќе завршиме уште малку. Вака сега ве прашам. Ова беше само во делот кога двете страни сами успеваме да најдеме решение на проблемот што го имаме и кога двете страни сами преговараме. Преговараме колаборативно, соработливо двете страни. Кога јас му поставувам прашање на другата страна, кога другата страна ми поставува мене. Меѓутоа, што се случува кога нема да можеме двете страни да дојдеме до заедничко решение? Што се случува тогаш? А имаме проблем кој што треба да го решиме. Што мислите?
крена рака Тина, се бара посредник, Весна, да, Тина крена рака, повели? Тогаш настанува конфликт презентацијата од минатиот час. Ете така. И затоа сега се вклучуваат овие два фактори тука, арбитрирање и посредување, така? Кога нема ние заеднички да успееме, да го разрешиме тоа што ни е заеднички проблем, тогаш вклучуваме, ако е проблемот тежок и бара решение, вклучуваме или арбитрар или посредник. Замислете ситуација дома, например, не можеме, јас со брат ми не можам да се договорам некоја работа, или јас со колегата на работа не можам да се договорам за некој проблем што го имаме, или шефот им вели вака, слушајте дечки, пробајте заеднички да најдете решение, да најдете, така е Ѓоко, расправија настанува. Најдете решение, затоа што ако не успеете да најдете решение, тогаш ќе дојдете кај мене, јас како шеф, ќе треба некој работи да ги презам. Се обидуваме ние да најдеме решение, не успеваме да најдеме решение, шефот вели, батина, заврши вашето што беше, меѓусебно не успеавте, сега ќе дојдете кај мене, јас како арбитратор ќе ви кажам што треба да правите. И еве го де слайдот со раката, вели вака на средина, од утре ти Мирослав, пошто не успеа со Александра да се договориш на како да бидат смените на работа, ти ќе си одиш во смената со Весна и не ме интересира дали си задоволен или не си задоволен, јас така сакам, во интерес на работата е, има да прифатиш така или ако не, еве имаш дисциплинска комисија, тука може да го даш ова било каде, меѓутоа од утре ти ја сменуваш смената, идиш работиш со Весна. Што мислите, како ќе излезиме ние од овај исход, како излегуваме? Се сеќавате на исходите или не, на конфликтите кои зборувавме прошлиот пат? Какви исходи можни исходи од конфликтите има, знаете? Она што се вика win-win, победа, она што се вика пораз, кога двете страни губат, или победа-пораз, кога едната страна ќе добие, другата ќе изгуби. Конкретно на арбитражата, кога имате арбитрирање, вообичаено или едната страна добива, како на компетитивното преговарање со главите, која ќе пресечи арбитраторот, дали е тоа судија, дали е директор, дали е шеф, дали е родител дома, кога гледа дека двете страни не можете да се договорите двете деца, тоа ќе рече од утре ќе биде вака јас како што речем. Или двете страни ќе бидете незадоволни, или едната страна може да биде малку позадоволна отколку другата страна, меѓутоа сигурно нема да биде задоволително решение како што можеше да биде преку процесот на преговарање. Ова успеав довде да биде објаснето, дечки. Да, добро. Наредното е посредување. Доколку и со арбитрирање не се успее да се најде решение, друг начин, друга постапка за постигање на одредени решенија со преговарање е посредувањето. Јас сега ќе ви пуштам едно клипче и со тоа ќе завршиме во овој дел, меѓутоа сакам пред да оди клипчето да ви кажам што ние сме работели. Едно клипче сега ќе видите снимено и имавме проблем со тоа, снимено е во флеш, некоја техника на снимање 2005-2006 година. Марко, која година беше ти роден? Која рече 2002? 2002, да. 2000, тогаш ова клипче кога беше снимено, го смени еден ученик, се вика Филип Петровски, тој е девелопер. Знаеш што е девелопер? Што е? Овие програмерите, девелопери се викат тие. Моментално се наоѓа работи во Шведска. Со него имавме многу обуки, имавме за средношколците за посредување. Сега вака, не знам дали ќе успеам, овде ќе ви кажам три стрипчина што ги имаме правено со учениците на оваа тема. Успеа нешто се види? Овој ликот тука го гледате? Еден лик, ова е вика ние и нашите предрасуди. Имавме, Весна ќе зборува за стереотипи и демократија, ова е ние и нашите предрасуди, едно стрипче што го имат децата направено. Друг, зошто го кажувам ова? Овој ликот се сретнува сегде во овие трите брошури, трите стрипи што ги давам. Другиот стрип е ученичко посредување, значи нешто слично со посредувањето тука што го имаме. Ги учевме како децата, учениците сами да се јават во улога на медијатори и посредници. И
Третиот клип е исто така кога треба по една приказка што имавме и со пренесиме на другите онај филмот што беше со Џон Бол Џови што играше, што го имавме гледано, Pay Forward што го викавме ние, нешто слично имавме како на кој начин може некој работи да се пренесе. Да не должам, сега ќе видите клипчето, во тоа клипче се сретнува овај и ликот овде на средина, дечките му дадо име, се вика Златко. Имавме отворен конкурс, ова е 2005-2006, зошто Златко? Затоа што вели треба да посредникот да има такви особини некој сладки, да е добар, за да може да прифата двете страни. Сега ќе видиме што има Златко направено, штета што не оди, овде има и музика, меѓутоа музиката не можевме, пошто ви кажав, е стара програма техника што не можеше да се искористи, меѓутоа клипчето е многу интересно. И уште еден слайд имаме после тоа и ќе завршиме. Еве го. Ова е организацијата, здружение кој што постоеше и кој што работеше со најмногу случаи. Еве го Златко на средина, гледате. Овде е конфликтот меѓу нинџите, црна и бела нинџа. Посредувањето во конфликтот помеѓу нинџи, немојте вели да пробате ништо следно дома без задор за одлучен професионалец нинџа. Не е нинџа, туку Златко сеќе се. Се гледа? Ова е многу интересно со музика. Да, се гледа. Замислете и музика има. Еве, налютени црната и бела нинџа, еве во Златко се појавува, водат комуникација помеѓу себе, успева Златичо да ги издуши, еве гушнати си заминаја, Златичо среќен, пресреќен, се среди. После еден месец вели црни и бели заедно отваја школа за нинџицу, а овај со колата на секој, макар да и нинџа во животот може му затреба посредник. А колата, тоест, колата социјална ќе ја плати таму. Ете, Филип Стојковски, тоаш ученикот имаше, колку прва година и втора беше средно, ова клипче го направи, кажав, 2005-2006 година. Многу интересно, меѓутоа не можеше да се пренеси цело, затоа што е многу старо. Мухамед? Добро. Да видиме што успеавме од очекувањата да реализираме. Добро. Океј, финти за преговарање, мислам дека ги поминавме. Односно вештините, мислам дека научивме повеќе видови на преговарања. Еве јас ги гледам, да речеме, научиме колку техники постојат. Видовме каде да се применува, кај се применува дечки ова што го учевме денес. Има применливост или учевме за така, за џабе, за безвеза? Секаде, да, така е. Добро, основни принципи на преговарањето. Добро, секаде да се запознаеме со техниките, да си поминам убаво и корисно поминато време, јас си поминав супер време, да научиме што е преговарање и како да преговарање подобро. Значи, основно е да знаеме дека преговарањето е процес што се учи. Ме разбирате, не е процес што еднаш го имаме да речеме дека го научивме, процес што цело време, секој ден ние го вежбаме и секој ден го усовршуваме. Добро? И сега следи најавата.
најавата за наредната работилница имам задоволство да ја представам мојата колешка и колешка на еден куп активности. Значи, колешка како дипломиран педагог, јас сум дипломиран педагог исто како Весна, магистер по менеджмент на човекови ресурси, исто активист на Црвениот крст, таа е подпредседател на Црвен крст во најубавиот град на светот во Охрид. Е интересна личност, мотивирана личност која што многу често се јавува во улога исто така и на предавач, така да мислам дека ќе уживаме во наредниот пат во предавањето на Весна. Темата е слична на овие што сега ги имавме. Ние да речеме во делот на и Сузана која зборуваше прошлиот пат, конфликтите меѓу другото настануваат заради одредени предрасуди, па имаме многу стереотипи кога мислиме, не знам, дека одредена категорија на луѓе се такви, а не инакви, така да претпоставам дека тие стереотипите ќе бидат баш во тој дел поврзани со демократијата, значи слично на ова, интересно и браво Александра што сите како не спои, значи почнавме со конфликти, па преговарање, па стереотипи, супер оди работа, така да мислам јас ќе уживам, пошто знам дека ќе биде квалитетно и баш сега некако и дојде моите 5 минути, стално ми договара последните неколку четвртоци да бидам зафатен, наставнички совет имавме стално. И со Сузана сношти се слушнавме и си викаме, кај се годи баш во некој период таму, да имаме некои работи што не можеме да ги одложиме. Професионално што сме врзани. Така да, со задоволство ќе го проследам Весна предавањето твое во наредниот четврток. Мирослав, ти благодарам многу. Навистина многу важно беше твоето предавање денеска, особено за младите луѓе кои што и такако во нивниот развиток и во нивниот пат ќе имат доста конфликти во животот, иако ние им посакуваме да биде помал бројот на истите, но важно е да ги знаат техниките, како тие да преговарат и како од целата ситуација да излезат како победници, односно да имаме онаа вин-вин ситуација за која што